Веќе неколку дена професионален проблем е присутен во основното училиште Раде Кратовче во Кочани. Оттаму, наставничката по македонски јазик Ана Симонова се жали дека од страна на директорот Благој Давидков јавно била навредувана и омаловажувана. Јавно бев прозивана пред 60 навработени. Пред беа изнесени мои лични податоци во врска боледувањето и барањето за отсуство, исто како и причините за нив. А исто така и беа злоупотребени безбедносните камери во нашето училиште, преку кој директорот преку неговиот телефон, од нив преземени слики, покажуваше на сите вработени. Додека пак да биде уште полошо, подоцна на сите тие информации, лични информации за моите боледувања и причини за истите беа објавени и по порталите. Наспроти наставничката Симонова, директорот Давидков тврди: обвинувањата од страна на колешката се крајно неосновани, паушални. Не станува збор за никакво малтретирање. Ако за некој представува малтретирање, којто му се укаже дека не ги исполнува работните обврски, дека навремено не доаѓа на работа и предвремено го напушта работното место, тоа мислам дека не е малтретирање. По 15:51 таа го напушта училиштето. А има по распоред, е задолжена за библиотеката во која треба да остане до 18:30. И беше укажено дека веќе неколку пати е опоменувано усно, дека таа не прави никакви обиди да го поправи своето однесување и дека поради тоа нејзино однесување таа ќе биде санкционирана. Проблемот помеѓу двајцата педагози многу бргу ја напушти училишната зграда и во јавноста за него беше покажан интерес по различни основи. Ситуацијата многу излезе од контрола. Не е во ред да се вмешуваат од страна, например, политички партии или крајно некомпетентни лица кои немаат никаква врска со образованието. Нека дојдат институциите, просветен инспекторат, трудов инспекторат, нека направи контрола и да се види кој е тој што греши. Дали е директорот, дали е некој друг. За наставничката Симонова дилеми нема и случајот веќе го пријавила. Реагирано е до сите надлежни институции. Јас очекувам дека истите ќе имаат слух за овие јавни навреди, понижувања и мобинг врз мене како просветен наставник. Освен овој проблем, Раде Кратовче во јавноста во последно време е актуелно по неколку случувања. Таму не толку одамна наставник беше нападнат и уценуван од родител на ученик, а уште поголема популарност ова училиште собра откако се утврди дека 11 годишната бремена ученичка го посетувала истото училиште.